имате земјата под концесија. Да. Зошто сакате да ја купите? Која е предноста на купување? Предноста за да ја купам земјиштето, ќе ви ја кажам мојата вистина. Значи, што сум се расправил со моите синови. Едниот син имаше уназад пред 15 години виза за Австралија, другиот за Германија работна виза. Јас децата ги задржав од која добив земјата на тендер и ги задржав тука. И ми велеа тие секој ден, и ден денески ми велат. И тие сега се настроени на таа политика. Значи, ако се продаи, ќе останат децата. Тоа е причината, децата сакат да останат тука, ама да имат нивно земјиште. Значи, и од која ќе ја купат, тие свесни се и знаат да инвестират во тоа земјиште. Значи, ќе инвестират во тоа земјиште. Што ќе инвестират? Пример, ќе прават бушотини, актерски бунари. Значи, ќе инвестират во тоа. Значи, друга механизација ќе земат, уште помодерна механизација, за да ја олеснат работата. Да не прават викендици и згради? Не, тоа апсолутно, мислам, зборам исклучиво за ИЗ Митат фирмата, јас со било кој министер потпишувам договор, тоа земјиште што ќе го купам јас, дека најмалце 50 години, што треба да се работи, земјоделски култури да се посејат, јас тоа ќе го работам. Потпишувам договор со било кој министер. Значи, немам намена земјоделско земјиште пренамена да направам во граđевина, само ќе замолам во тој договор, која ќе се потпиши, да има пренамена да биде или фарма за штали, или силуси, или хали за механизацијата, да се одржават натре, мислам, тоа. Друго не. Министерот оди на терен кај земјоделците им објаснува, меѓу другото да им покаже на граѓаните дека земјата нема да ја купат багабонти, како што викаат некои политички партии, односно во јавноста е печатокот дека земјата се распродава и дека ќе ја купат тие што не работат земја, баш багабонти. Јас како што го разбрав министерот, мислам, му гледав интервјуто на Фејсбук, значи, не ќе можат багабонти да купат земјиштето, бидејќи тие немат договор. На која основа багабонто ќе го купи земјиштето кога јас имам за 30 години долгорочен закуп? И сум редовен плаќач, сите работи се према државата, према Министерството за земјоделие. Како може, како ќе дојди багабонто да го купи? И нема шанси, јас не би мислел ни еден власт тоа ќе да го дозволи некој багабон да го купи. Јас тоа не го вервам, значи тоа не е и за вервање. Дека некој багабон ќе го купи, па ќе го пренамена ќе направи за објекти за такви вакви. Комуницирате со ваши колеги земјоделци од другите села. Каков е кај нив интересот и расположението? Исто како кај мене. И тие се многу заинтересирани да го купат земјиштето. Али сега тука да има, значи, олеснување на купувањето, мислам. Значи, тоа има експерти, тоа ќе се седнат, тие ќе си видат тоа како треба да се направи, пример. Тоа не може да се купи наеднаш за 500.000 евра за 100 хектари, пример, или за... Не е битно, мислам, не се знае колку ќе биде цената, тоа, значи. И на долгорачување, мислам, на долгорочна исплата. Значи, најмалце да биде 10 години. Од земјоделието така лесно пари не се фаќа. Го очекувате ли министерот да дојде на терен? Да, секој ден. Не само јас, и со други земјоделци комуницираме, значи заедно што сме концесионери, секој ден ми се јавува, велат кога ќе дојде министерот, да разговараме, да видиме до кај е работата. Значи ние ова земјиштето што е за продажба, 100% овај проект го поддржаваме.